Добро вечер, време за отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Бојана Димитриевска, вечерва ваш домаќин. Вечерва се навраќаме на 27 април, правиме осврт кон тој ден и рекапитулација на собраниските настани, што се случуваше, кои се причините и последиците. Вечерва разговарам со моите соговорници, мојот колега новинар Љупчо Цветановски. Добро вечер. Добро вечер. Политичкиот аналитичар и поранешен јавен обвинител Сотир Костов. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И пратеникот Крсто Јовановски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Љупчо, ќе почнам со тебе. Што се случуваше на 27 април во собранието? Може ли да се избегнат тие инциденти? 2 недели подоцна, како ти како новинар гледаш на тие собраниски настани? Па, во основа бевме сведоци на еден тотално незаконски упат во целиот систем и ќе потенцирам со умисла. Значи, од време на време произлегуваат некои работи кои што кажуваат дека се знаело и тоа било планирано. Зборуваме за едно сценариеве токму денеска. Артан Груп излезе и каже дека неговиот лидер Али Ахмети не бил таму за тоа што знаеле дека ќе се случи некаков упат. Тоа се глупости. И тоа е спин. Многу обичен спин. Тие знаеле дека ќе го направат тоа што ќе го направат во време во кое што не требаше да се случи, знаејќи дека целиот тој народ го има. Можеше да се спречи ова, апсолутно, доколку не го направија тоа што го направија. Дел од народот реагираше можеби не како што треба. Да, насилството никогаш не е оправдано и апсолутно. И сите го осудија насилството. Да, но тоа се случи. Сите ги забораваме причините и одиме на последиците. Знаете, као, Сотир е јавен обвинител, имало пожар, пожарот е крив. Односно оганот, а кој го подметнал оганот? Забораваме на тие работи. Малку мислам дека треба да се навратиме на последиците и на делот кој што велам полека се открива дека некој го планирал тоа. Јас знам од мои извори, новинари сме, дека истото се планираше повеќе од 2 недели претходно, во вторникот пред Великден. Ги вратија назад опозицијските екипи со изговор ќе се случува нешто големо во истото време околу 18 часот. Тогаш имаше поинаква реакција, ВМРО ДПМН излегува, пратениците продолжија да зборуваат, малку се збунија, но јас верувам дека не добиле дозвола од оние од кои што тогаш ја добија дозволата. Иако во јавноста се предупредуваше дека може да дојде до некакво насилно сценарио. Сите знаеја, прашањето беше кога, ова беше токму темпирано пред доаѓањето на Хојти и пак ќе кажам со дозвола, оние странски безбедносни служби од амбасадите што беа таму и тие случајно се најдоа, нели сите тие работи. Зборуваме за преседан кој што ќе изроди многу грди работи натаму. Па кој ќе го спречи ВМРО ако победи на следните избори, дали биле предвремени или не, првиот ден да влезат во собрание, да се соберат, ако има 61 пратеник, да си дигнат рачиња и да речат избравме председател на собранието, после тоа ако и сега и без мандат биде, веднаш изгласаат и мандатар, каде оди држава, реално гледано? Што ќе се случува натаму? Ова изродува многу лоши работи. Нема да функционира системот, преседанот го имате, кога го имате, секој може да си го искористи и злоупотреби натаму, така. Така. Господине Костов, вие направивте една анализа за изборот на Талат Џафери за председател на собранието. Ги сумиравме заклучоците. Предлагам да го погледнеме првиот телоп, па подоцна и да го прокоментираме. Режија, доколку сме подготвени, одиме со првиот телоп од заклучоците од господинот Костов и неговата анализа за изборот на Талат Џафери за собраниски спикер. Со изборот на Талат Џафери за председател на Собранието на Република Македонија прекршени се одредбите на следните акти: Устав на Република Македонија, член 63, Закон за Собранието на Република Македонија, член 37, 39, 40 и 235, Деловник на Собранието на Република Македонија, член 9, 22, 30, 32, 68, 80, 95, 96 и 107. Ова значи дека таквиот избор е противуставен, спротивен на законот и спротивен на предвидените собраниски постапки предвидени во Деловникот. Господине Костов, ова се заклучоците од вашата анализа. Велите дека како поранешен јавен обвинител, вие сметате дека изборот на Талат Џафери е противуставен, спротивен на законот и спротивен на предвидените собраниски постапки, оние што се предвидени во Деловникот. Видите, мојата крок и анализа ништо поразлично не е од она што Љупчо го кажа и што досега сме окажувале оние кои сме легалисти, кои сакаме да се спроведува уставот според словото на уставот, не да се толкува него да се спроведува законот и во случајот Деловникот на Собранието на Република Македонија. Во случајов се направи спротив партизански, безобразно,
Ја ќе се повторам ако кажам, во друга прилика сум кажал, дека се работи за државен, партиски и политички тероризам. На најпримитивен начин. Наместо да е тоа свечен чин, каде што ги покануваш сите први луѓе во државата, покануваш судство, покануваш најголеми директори на јавни предпријатија, покануваш дипломатски кор и на свечен начин го бираш вториот човек по хиерархија според уставот во државата, тие на препад ја затвара сесијата господинот Трајко Велјановски, ја закажува за утрешниот ден од 11 часот и тие отеднаш ги дигаат раците, ги уклучуваат телефоните, тие светлата ги палат, не знам што правија и како правија, видов дека нешто Ферид Муки се спетля малку, па му предаде на Горан Мисовски и објавија за минутка, 2-3 дека избрале. Не, ако сакаме да видиме сериозна држава, држава во која ќе владее правото, држава која тежи кон евроинтеграции, ние мораме поинаку да работиме, мораме прво да се договараме, мораме да имаме диалог, мораме да сме свесни дека не сме примитивци од времето на палеолитот, да ќе го изигруваме победникот на изборите, а тоа е ВМРО-ДПМН, за да го изиграме да не дојде на власт, бидејќи тој победи, бидејќи така сакала меѓународната, како велат, значи Европска унија и представниците на САД, а зошто така сакат? Веќе за прв пат ќе кажам кое е мое размислување. После долги размислувања, лично мислам дека ВМРО-ДПМН, предводен од неговиот председател Никола Груевски, 10-11 години одолева да не го промени името. Тие си знаат како им е, тие си знаат како се излекуваат од тоа, ама се успешни 100%. Второ, една од ретките држави Македонија не учествуваше во санкциите против Русија и за тоа веројатно наместо Морков добиле Стап. И трето, пак една од ретките држави, пак спротивно на некои други интереси, ама ние мораме да се огледаме конечно нашиот интерес, го прифаќаме оној ток, руско-турски ток на гасоводот. Јас мислам, колеги, би сакали вашето мислење да го чувам, може би грешам, дека овие три причини не може да му го простат на Никола Груевски, кој покажа харизма, кој покажа храброст, кој покажа лидерство и на крај на краишта човекот е победник, победува во низа на сите избори, локални, парламентарни, ванредни парламентарни и председателски. И на крајот, да не забравиме, државник. Кога требаше да одлучува меѓу континуитет во власта, да се договори со други и да ја заштити државата од туги, злонамерни платформи од Тирана и од Приштина, тој рече не, јас не направив коалиција со ДИ од причина платформата. Лично мислам, му се светат и нему и на ВМРО, граѓаните, македонскиот народ тоа го гледа, убаво теравме 59 дена, ево јас сум учесник во таа иницијатива за заедничка Македонија, 60 дена молевме политичарите да го чујат нашиот глас. Им дававме барања, а барањата беа: отфрлете ја платформата, договорете се за избори ако не бива и да видиме што ќе испадне исходот од изборите. Никој тоа не го прифати. Но глуви беа за вашите барања. Кажавме дека ќе го браниме собранието, уставот и унитарноста, и некој кога види дека нема мрдање, председателот Ѓорги Иванов донесе храбра, одважна одлука и тие се одлучија на кукавички начин да го направат тоа. Верувајте, тој избор е мизерен избор, нема да обстои. И ајде да видиме сега ќе се биде ли даден мандатот. Што се случи кога влегоа граѓаните во собранието, ќе коментираме и подоцна, подготвивме инсерти и од пред собранието и она што се случуваше внатре. Тврдите дека изборот на Талат Џафери е нелегален и нелегитимен. Наведувате неколку работи зошто е тоа така. Подготвивме исто еден телоп, приказ кои работи ги наведувате вие. И предлагам тука да го погледнеме вториот телоп, па продолжуваме со дискусијата. Крајен резултат – нелегален и нелегитимен избор. Еве и зошто. Неовластено лице свикува седница на собранието. Улогата на Ферид Мухич и Горан Мисовски е неделовничка. Така свиканата седница не е ново продолжение на веќе деловнички затворената сесија од Трајко Велјановски, кој новото продолжение го закажа за следниот ден, 28.5.2017 година со почеток во 11 часот.
Тој собир на парламентарци одржа надвор од предвиденото време за работа на собранието од 11 часот до 18 часот, бидејќи одржан во 18:25 часот. Не беше обезбедена јавност. Немаше официјален пренос на собранискиот ТВ канал. Не беше обезбеден превод. Се работи по нова точка, а расправата по претходната не е завршена, што е недозволено според деловникот. Суспендирана е работата на Комисијата за избор и именување, се уште не е избрана, а суспендирани се и предлозите на други групи пратеници, кои исто така не можат да предложат своји кандидати, што значи при изборот не е запазена процедурата и тој е недемократски. Не постојат евидентни листи за присуство на пратениците. Не е покажано, видливо и докажано дали има кворум за работа на собранието. Не е утврдено колку пратеници гласале за Талат Џафери. Не се водени стенограмски белешки за текот на собраниската седница. Исклучени беа собраниските служби во подготување на одлуката за избор, текстот на сечената изјава и броењето на гласовите. Заобиколен е системот во работењето на собранието, преку кој се гласа се евидентираат гласовите за, против и не гласал, вкупниот број на присутни и бројот на тие што гласале. Немаше никаков свечен чин на изборот, поканети гости, домашни и дипломатскиот кор. Повторно назад, Јовановски, вие бевте внатре во собранието и по 18 часот се пееше албанската химна, се пееше веднаш потоа и македонската химна. Пред тоа македонската. Така. Додека се бираше Талат Џафери за председател на собранието, пратениците од ВМРО ДПМН стоеа пред говорницата и ја штитеа собраниската говорница и местото каде што треба да седне собранискиот спикер. Бројни реакции и на социјалните мрежи, многу во јавноста, како реагираа пратениците од ВМРО ДПМН. 2 недели подоцна. Дали сметате дека правилно, барем според она што се пишува на социјалните мрежи и коментарите кои се присутни, дали правилно постапивте, дали правилно реагиравте како пратеници од ВМРО ДПМН со оглед на тоа што имаше и коментари дека со рецитали и со пеење на химна не се брани држава? Знаете како да ви кажам, секој има право да каже што мисли. И тоа е во ред, и тоа е демократија. Секој има право да ги оценува ваквите настани од една или од друга страна. Односно, онолку колку тој мисли во моментот и онолку колку тој знае во моментот. Верувајте ми, не е лесно да бидете внатре во една таква ситуација. Јас сум актер, па сум се нашол во многу вакви ситуации, но сето тоа е малку поинако. Овде беше една состојба која беше прво однапред инсценирана и договорена. Ние само се обидовме тој договорен настан што го направија пратениците од СДСМ, од ДУИ и од другите албански партии, од Алијансата и така натаму, да го амортизираме прво законски, културно и цивилизирано. Онака како што Европа не учи, да речем, во демократските процеси. Ние знаевме во моментот, верувајте ми, дека тие сакаа да не вовлечат во едно сценарио каде што ние ќе почнеме кавга или некаква расправија. Или ќе го стопираме овој да пее химна, па мислам физички и така натаму. Или дека ќе ги украдеме листовите тие што ги измислија таму, што ги донесоа, и дека ќе стане некоја, не знам, брканица или некаква тепачка и така натаму. Но сето тоа не се случи затоа што претпоставувам дека договорот кој ете во тој момент се случи беше сепак пак здраворазумски, за да не биде партијата ВМРО ДПМН оквалификувана како партија која по пат на сила во самиот парламент нешто прави, бидејќи мислиме дека тој ќе беше уште поголема иницијална каписла за да влезе тој народ од надвор и овие условно пучистите, бидејќи ние внатре им викавме дека е пуч, или државниот удар кој го направија во тој момент, немаа време ни да излезат надвор и тоа внатре ќе беше сигурно многу пострашно отколку настаните што се случија. Бидејќи јас претпоставувам, ние како пратеници или ВМРО ДПМН со коалицијата која е единствена партија која ги штити националните и државните интереси на Македонија во вистинска смисла на зборот, а тие луѓе надвор веќе 60 дена исто така од истата причина маршираа, кога ќе влезеа внатре и ќе станеше многу грозна ситуација. Мислам дека ВМРО ДПМН можеби ќе беше за веки веков избришена од картата на политички партии, од луѓето од Европа,
или од Америка, кои пак од друга страна, ако размислуваме малку поинаку, тие се легалисти на сето она, не знам, правно советување, кое во текот на изминатиот период ние како млада држава или држава со млада демократија, ги препишавме голем број на нивните правни закони и ги инсталиравме или ги ставивме во нашите акти, во устав и така натаму и така натаму. Сега тие исти луѓе едва чекаа да се случи ова и го згазија нивната легалност, нивната демократска зрелост наспроти она што се случува. Значи, тие го прифатија Талат Џафери за избран председател, а не учат нас на закон. Па нели кажуваа дека тој прибе дошол овде имал замерки. Лицемерие. Тоа не знам дали е и лицемерие, но значи ако не играш како ти свират, тогаш ти си терорист. Впрочем и така бевме оценети како дел, нели ние народот надвор е терорист и луѓето од ВМРО ДПМН и од коалицијата бидејќи учествувале во тоа е терористичка некоја организација. Замислете, тие ден денес не ја признаваат пресудата од Хаг, која ја добивме нели на наша сметка, и ова го прифаќаат, не ни честитаа победа на ВМРО ДПМН по 11-ти пат поред, иако во овие 11 години или 10 таму колку се, ни еден мандат докрај ВМРО не изведе, нели? Секогаш се случуваа некои нешта нормално диригирани од надвор, за да се прекине тоа, предвремени избори и секогаш ВМРО ДПМН победуваш. Значи, во контекст на ова што предмалку зборуваа колегите, ја сакам да кажем една работа. Единствената причина за ова што се случи и во изминатите 3 години, мислам малку ќе ја свртам работата поинаку. Според мене, економскиот просперитет на државата, која ВМРО ДПМН и коалицијата, нели, за подобра Македонија, во овие изминати 10 години го создаде во Македонија. Изградија и направија. Ние можеме да бидеме глуви, ние можеме да бидеме слепи, ние можеме да бидеме напаѓачи, нели, узурпатори на се она што е направено, но тоа што се гледа, се гледа. Ние стигнавме до 6% GDP или БДП, како се вика. Значи, тргнавме економски многу напред во време кога имаше една криза, нели, светска криза или економска криза, која според мене беше договорена, беше контролирана криза. И во таа криза Македонија, толкава колкава што е, направи економски бум. Тоа на тие луѓе од надвор многу им смета. Зошто? Затоа што најмалиот личен доход, јас сум сигурен дека за скоро време ќе дојдеш и до 20.000 денари. Ти кога имаш раст континуиран од 6% GDP, па и 7, неминовно цената на трудот, односно на платата расте. А штом расте, то ти имаш веќе и недостаток на работни места и така натаму. Единствениот причина зошто мораше ВМРО да се тргне на ваков или онаков начин, според мене, јас ја гледам само таму. И тука е проблемот. Ќе се навратиме и подоцна на тие анализи. Не само сакав да кажам уште една реченица во контекст на сето тоа. Значи, и сега после сето тоа што се случи во собрание, никој, замислете, никој не осудува аболицираниот криминалец, никој не ја осудува нивната постапка, како овдешните луѓе, стручњаци, аналитичари и така натаму, на разни телевизии, нити пак меѓународните фактори не ги осудуваат овие причини за кои зборуваше Љупчо, се што се случуваше, тие ја осудуваат реакцијата на народот кој од друга страна со адреналин голем, нели, внатрешен, си ја бранеа својата собствена држава. Тоа е врв. Ќе ги ликуваат секојдневно по двајца, по четворица, по 8 затвориле за тоа што се случуваше. Да. А што е со оние кои што го предизвикаа сето тоа? Не, тоа е легално бидејќи Многу нормално е, Бојана. Не е убаво. Сценаристот и режисерот не може да оде против својот сценарио и против својата режија. Ова не му помагам на Крстен, него само го надополнувам или се согласувам со него. Па тие се сценаристи и режисери и многу јасно е дека тие премолчно ќе молчат за да им помине. Но најбитно е, граѓаните не прифативме. Ние сме тие што се бунтуваме. 3,5 години Македонија нема глава кренато од политичка криза, постојано проблеми, протести. Не само сега 60-70 дена за заедничка Македонија и претходно протести против владата на Никола Груевски. Господине Костов, ајде со вас една компарација да направиме на она што се случуваше.
на тие протести и она што се случуваше сега, односно што се случува сега во моментов изминативе 70 дена. Вие кажавте дека ја поддржувате иницијативата за заедничка Македонија, бевте и дел од граѓаните кои влегоа внатре во собранието. И се уште сум дел од таа иницијатива. Не се срамам што влегов. Тоа можам да го објаснам конкретно и вечерва. Дури и пожелно. Што ќе ве прекинам, во моментов гледаме инсерти од она, да, може слободно да коментирате, во моментов гледаме инсерти што се случуваше на протестите за заедничка Македонија. Исто така ќе ги погледнеме во текот на емисијата и оние снимки, инсерти кои беа нели од протестите на шарената револуција. Немојте револуција, срамота е тоа револуција, го срами поим. Така наречената. Така. Шарена грдотија. Направо. Може би. Така. Ги гледаме и инсертите, во меѓувреме ќе ни ги пуштат од режија. Би сакала да прокоментираме, нели споменав дека вие бевте дел од граѓаните кои влегоа внатре во собранието. Мотивите се многу различни, да ви кажам. Кај нас, во иницијативата за заедничка Македонија, која ја прифатив, не е моја идеја, си има таму некоја организација од 5-6 луѓе, и јас сум еден од тие што прифатив, ама гледам не сум осамен. Во критични денови, например, кога доаѓаше Хан, кога доаѓаше Могерини и така натаму, одевме до 250.000 луѓе по улиците и плоштадите во Македонија, не само во Скопје, во 40 на градови во Републиката. Значи, ние покажуваме насплотеност и заедништво за Македонија. А сега гледаме во моментов дел од тоа се грдите слики, тоа од шарената револуција. Спротивно Заев кажуваше за некој грдо лице на Македонија и македонецот, ама мислеше на македонецот патриот и на Македонија онака како што другија уредија многу подобро од него. А еве го грдото лице на Македонија. Деструкција, рушилаштво, да палиш, да напаѓаш, да нанесуваш повреда, да скрнавиш Собрание на Република Македонија, Влада на Република Македонија, Министерство за правда, судска зграда, обвинителска зграда, да скрнавиш паметници, уметнички дела, статуи и така натаму. Тоа е деструктивно, негативна енергија. Нема водачи, така тие изјавуваа, нема идеја водилка, и велеа дека се спонтани, не беаш така спонтани, секој пат израчунати, ги откривме. Канвас, Сорос, соросоидите, тие испланирале и тие работеа против Македонија. Јас лично мислам дека овој човек е најголемото зло на Македонија, еве го Сорос, ако може да се покаже, или подоцна. Ете, може да ја дигнете сликата, да видиме фотографијата. Одговара неговото вистинско име е Ѓорги Шварц, црниот Ѓорги што би рекле на македонски, тоа е неговото унгарско име кој што е потоа сменето во времето на нацизмот и тој, иако се декларира како евреј, на евреите велат дека не е, дури и го тужат сега за неколку милиарди долари проневера што ја направил во Колумбија или каде и да е, тој ги осудувал евреите, односно, ако е така, собствените, и ги финансира Хамас, меѓу другите. Да. Така што па еве гледаме и во Југоисточна Европа, Лјупчо, што финансира, рушење на влада во Маđарска, рушење на влада во Србија и рушење на легитимно избрана влада во Македонија. Ајде да збориме малку и за Украина и да споредиме, да го видиме она лицемерието што и Крсти иритирано го кажа. Видите вака, во Украина навистина имаше украинско сценарио. Терористи, буквално уличари, насилници со оружје влегува во собранието, убија луѓе и на улица и во собранието, нанесува тесни телешки повреди и имаше големи штетни последици. Никој од Европска Унија и од САД не го осуди тоа. Напротив, ги пофалија наводно некои диктатори или диктаторски режими биле. Свргнати, што не е тачно. Ние 59 дена марширавме, мирни, предупредувавме, рековме си ја сакаме Македонија, бараме избори и така натаму. 60-тиот ден, прво Заев ни испровоцира попладнето кога кажа. Во оваа сала, во друга, на Скали, во Ману, во парк, ние ќе избереме. Потоа пресодржа. Пак провоцираше, за да на крајот го направи тоа што го направи, да се пее, замислете, странска химна на Република Македонија во собранието на Република Македонија. На Албанија.
Па тоа е срамота. Еве го, влегува Талат Џафери првиот ден на партизански начин, на препад во кабинетот на председателот на собранието и го истакнува знамето на туѓа држава. Албанија е туѓа држава. Албанија не е македонска држава. И сега видите, овде само една реченица би протичала, бидејќи не е идејата, не е моја, на еден ваш колега новинар Александар Димковски, вака тоа има напишано за ова. Според сите законски, меѓународни, правни и политички толкувања, ќе прочитате. Таму каде што стои знамето, таму е државата, за ова го читам ова. Значи, знамето се идентификува со државата. Да не сака Талат Џафери нешто нам да ни каже поинаку дека ова не е Македонија, да ве прашам јас? Да не е малку иронично, цинично и малициозно неговиот потек? Па продолжува. Знамето, заедно со химната и грбот, се суштинските обележија на секоја држава. Па видите, ни испеја странска химна, ни ставија знаме на вториот човек во државата во кабинетот, и сега, ние не сме во право кога велиме дека тоа е првиот чекор на реализација на тиранската платформа? Или сме ние не токму, а овие недоветните што се прават велат ништо не и фали на Македонија. Не е точно. Македонија е загрозена и тоа до максимум е загрозена. Верувајте ми, загрижени и загрозени се нашите северни соседи. Србите, Црна Гора, Босна, па и во Хрватска и во Словенија се осеќа нелагодност за она што се праќаат милитантни завојувачки пораки од Приштина и од Тирана. А зошто се праќаат? Па верувајте, еве зошто. Ова е карта на Велика Албанија, која ја замислена некој ден Вокер. Така, и Вокер и денес е интересен, многу интересни работни кажува. И замислете, во таа карта повеќе од половина Македонија, Крсте, оди и твој Велес оде. Да, знам. Значи, и Скопје. Го сакаат и Велес. Скопје одамна им е понивно лапнато, да ми простат гледачите. До Ниш одат во Србија. И Подгорица ја бараат. И Чемерија во Грција ја бараат. Па, господа, па до кога на тие албанци, од Албанија, не зборам за нашите македонските албанци, ниф и ги сакам и ми се собраќа и така натаму. Овие други албанци, дури би рекол увезени од Косово, не. Со нив ќе се конфронтирам, ќе се борам да се ја зачувам државата. Зборот ми беше, до кога ќе им се попушта? Ама еве до кога, видите што е работа. Многу е коруптивна меѓународната заедница. Тие велат во нашава држава имала корупција. Немојте ви се молам. Јавно се зборува дека 1,7 милиарди албанската мафија и диаспора го има платено овој проект и некој го спроведува. Преку кој? Преку Сорос. Кој? Позади Клинтон кликата. И видите сега ние колку сме несрекни овде, да не можеме со граѓаните, а тоа се луѓето кои гласат за СРМ, да ги убедиме дека го имавме Букуреш, го имавме Берлин, имавме Прва, Втора светска војна. Секој пат ни земаа по еден дел или ни угнетуваа дел од народ. Дали е Беломорскиот дел од Македонија и беломорците, дали е Вардарскиот, дали е кај Преспа или Горанците и така натаму. Треба сите да сватиме дека ќе не снема сите како отишла, значи враг е однео шалу. Мораме да сме сериозни кон државата. Државата, граѓаните ја створија 91 година референдум, а оваа генерација не сме да ја продаде, мора да ја зачува. Се влегува преку, не се влегува на главна врата, се влегува преку прозор, се влегува преку двојазичноста наместо мултикултурноста. И еве, не било ништо знаме на туѓа држава да стои во кабинет. Ајде ви се молам. За Талат Џафери малку подоцна, Цветановски, Зоран Заев го чека мандатот од председателот Иванов, иако ставот на председателот Иванов и денеска пристигна едно соопштение од неговиот кабинет е прилично јасен дека додека не се гарантира унитарноста на државата, нема мандат, но може ли да очекуваме формирање на влада, слично како нешто на она што се случи во собранието, односно таков избор како што беше на председател на собранието, да очекуваме такво нешто формирање на влада и без добиен мандат од председателот Иванов, со оглед на тоа што течат оние 10 дена и како би се случило тоа? Според мене, она што се случи на 27 април е апсолутно најсилен аргумент зошто треба да имаме предвремени избори. Затоа што, ако по утрото денот се познава и оваа гарнитура
а верувам дека она што го зборуваше дека мандатот и да не му го дадат, ќе си се само прогласат и слично. Ако вака започна владењето нивно со прекршување на уставот, деловникот и се што е можно да се прекрши при таква процедура, направија преседан, кој кажавме тој претходно, тогаш како ќе оди натаму владењето? Слушнавме многу работи. Пендаровски најави дека ќе не само во судството, туку и во војската, полицијата, во секаде, во образованието, ќе се бркаат луѓе, ќе дојдете, ќе ги избркате судиите, па она што го спомнав и претходно, кој му брани потоа на ВМРО ДПМН, кој ќе дојде некогаш на власт или кој било друг, кога си доаѓа власт и вика, ајде сега реизбор во судството, реизбор во образованието, реизбор ваму таму. Тоа е тотално уривање на институциите, но велам, случувањата на 27 и иницирачката каписана на станите што следеа, да, народот реагираше како што реагираше, но еви Васко Евтов каже една многу мисла, вели, каде во светот државен удар се спречува со цвеќе и со закони? Да. Срамота е, да, не требаше да дојде до тоа, но кој го предизвика се до тоа? Така што верувам, она што го спомна ти, односно прашањето, мандатот, доколку не го доделат, видовме. Требаше само да почекаат уште месец, два, да заврши дискусијата, ќе завршеше, ќе одеа според деловникот и се ќе си дојдоа до тој момент, но на некого му се брзаше, премногу му се брзаше. Верувам дека и сега им се брза, затоа што за жал ја имаат она небулозна и тотално погрешна, не разбирам зошто, поддршка од Европската унија и НАТО и Америка и нема логика. Поддржувате нешто што не сме и не може да се поддржи, но верувам дека ќе го направат и тоа. Но прашањето е што е понатаму. Токму затоа, ајде да излеземе на избори, да видиме колку сме, што сме и после тоа еден добар попис за сите оние други прашања. Бидејќи ако вака тргне да се работава, вела дека тиранската платформа немало да ја спроведува. Па ако вака ги кршат законите и уставот, вела немало да го кршат. Па сега го прекрши. Зошто да не ги прекршат? Па Бујар Османи вчера рече дека македонската химна не му одговарала, како албанец тој не се пронаоѓал. И сами оние во Америка се пронаоѓаат во нивната химна или холандјаните која што е тотално милитаристичка, а таму зборуваме за гей популација, за марихуана и се, па нема ништо таа химна, една од најмилитаристичките е токму Марселјезата. Се наоѓаат оние што живеат, што се новодојдените во Франција, не па нормално, но тоа е нешто исконско и некој да ви задира во тоа, а ке задираат, очигледно. Како до избори? И Зоран Заев е прилично јасен како што е председателот јасен. Јасно е, за жал, главна пречка е меѓународната заедница која што ја направи таа беља и ја даде таа поддршка. Искрено не ги разбирам, но се случи тоа што се случи. Но без избори, натаму како ќе одиме? Ќе се кршат закони, веќе се прекршени, верувам дека востановена е таа пракса, ќе си оди по тоа, ќе се обидуваат да протнуваат и слично. Немаат двотретинско да ги протнат така, како поинаку. Ако немаат двотретинско за ништо од ова што го најавуваат, па немаат изигрување со закон, така, Лјупчо. Ниту за судството немаат, така? Да. Многу добро знаеш ти дека нема и судството тоа може само да кажа дека не можат да се донесат овие закони без поддршка од ВМРО. А зошто Заев збори дека ќе менува судство, ќе менува полиција? Освен можеби да се самозаштити. И ќе го направат. Не, они ќе го направат. Они ќе го симнат на ниво на закон. Знаат на устав не можат. Им фале двотретинско. Ја мислам дека тоа што го кажува и ќе го направат бидејќи све што ќе прозбори идеологот нивни ЛДФ Љубомир Данилов Фрчковски, ово е спроведува. Не верувам дека до него некој однад во ова сценарио е премногу обемно и премногу чудно изгледаше одамна и одстрана, беше смешно. Исто како што беше и шарената смешна. Сите глупости кои што се случува гледано од страна, што со ова, она одење во Берн, па да не заборавиме луѓе. Начнувањето на тиранската платформа Кумот беше токму лидерот на СДСМ кој што отиде во Берн и додека села и компанија не ни воопшто размислуваа за тоа, туку така пројавуваат дуи воопшто, се појави некој кој што рече дека воздушноста нели треба ваму таму, па колку била прекрасна Швајцарија и кантоните, секој село што да очекуваме дека Муртино ќе стане сега кантон, мислам не разбирам. Сите тие работи кои што беа пуштени, а потоа дојдени во Македонија, не, такво нешто не се случува. Исто како што не убедуваат сега дека е Фата Моргана и тиранската платформа не постои. Па вам ви ја поделија во собрание, така. Ја чита од прва до последна точка. Химната и знамето во кабинетот се албанската платформа. Тука една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот. Почитувани гледачи, останете тука за кратко сме. Повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова. Јовановски,
Можеше ли да се насети дека изборот на собраниски спикер ќе се случи токму на 27 април? Вие, лично и неколку други пратеници од ВМРО ДПМНЕ предупредувавте изминатиот период дека се планира некаков избор на председател, дека постои некакво сценарио, но можевте ли да предпоставите дека тоа ќе биде токму тој ден? Видете се, ние секој ден бевме под една таква пресија и секој ден на крај краишта ние после секоја пауза или така натаму седиме во просториите во собрание и имаме прилика да чуеме кој што зборува и така натаму, да размениме некакви мислења. И секој ден бевме ние под една таква пресија дека секој ден тие тоа ќе го направат и дека тие немаат трпение да го изслушаат или едноставно да го завршиме тој процес со пријавени. Тоа е нормално политичко делување во секоја демократија, нели во секоја демократска земја. И да речеме тој 27-ја имаше една најава кога излезе лидерот на опозицијата, нели на овие што го извршија државниот удар, како што кажа Сотир пред малку, дека тие ќе изберат секако и така натаму. Тоа се случуваше пред паузата во 2 часот, во 14 часот што ја дава Трајко Велјановски обично, па даде пауза Трајко бидејќи се јавија многу процедурални и така натаму, и тие можеби ќе го направеа тоа во 14 часот. Немаше да го има тој ефект? Но немаше да го има ефектот за да биде оправдана меѓународната заедница со дејствувањето за да го осуди ВМРО и да го осуди народот македонски кој си ја брани својата сопствена држава, бидејќи тие знаеја дека ќе има колатерална штета. Денеска тоа ни го потврди Артан Груби, знаејќи го. Но тука има едно големо прашање, тоа го зборував на некоја телевизија. А ако тоа го знаеле и од надвор и од внатре, зошто не го предупредија министерот Нухиу, или како му името, да донесе што е можно повеќе полицајци внатре, односно околу собрание. Значи, и тој знаел. Истиот тој кој го напаѓаше Митко Чавков заради непрофесионалност или некакво политичка негова припадност па действувал, тој истиот на крајот на интервјуто му го честита изборот на Талат Џафери, министер за внатрешни работи, кој треба да се грижи за спроведување на законот, признава председател на собрание кој не е легално избран. Значи, еден куп, како се вика, парадокси. Но, сакам да ви кажеме на друга работа. Мислам дека тие не дотераа нас да дојдеме до оваа ситуација. На едната страна имате вака се Бојана. Еден лидер кој се вика Никола Груевски, кој има најмногу доверба според анкетите кои се случуваат овде. И еден друг лидер од другата страна кој се стреми да биде мандатар. 3:1 е разликата. Сите од надвор и од внатре сакаат да не убедат дека Никола Груевски треба да се тргне. Каде, во која земја, во кој дел од светот, тој што има 3:1 во анкетите, треба да се тргне. Само во Македонија. Зошто? Затоа што овој од другата страна е толку уценет, толку е внатре влезен, за да може нели да го контролираат и да го направат ова што го прават. Што сакам да кажам со тоа? Видете, на едната страна имате чист лидер кој направи многу за оваа држава, а на другата страна имате криминално едно јадро кое со покровителство на другите, бидејќи се уценети, мора да го напаѓаат и да префрлаат топка дека криминалци се ВМРО, односно Никола Груевски и неговата врхушка. Со тие така наречени прислушкувани или на разговори. И сето тоа за да се демистифицира, да дојде кај народот обратен ефект. Сега тука се поставува уште едно прашање. Дали вие или луѓето или сега не гледаат гледачите, ќе се сложат еден аболициран криминалец за 8 милиона евра во глобал, за 1 евро за вицето, 1 евро за црквата, за аферата Пуч, за аферата таму на Цареви кули, за сите оние сомнителни сделки кои ги правел во општина Струмица, нели во овој изминат период околу тендерите за набавка и така натаму, во кои гледате 80-90% учествуваат негови блиски роднини, братучеди или снаи, зетевци и така натаму и така натаму. И сега тој таков ни се подметнува да биде мандатар, замислете, мандатар тој да биде и на Европа тоа не и смета. И смета овој човек
кои не се сложува со нивната политика, нели, за да го смени името и да бидеме со свитка на кичма и така натаму и така натаму. И сега бранењето на државата, односно на народот од Македонија, наспроти за оваа вистинска опција, го осудуваат со тероризам. Истиот тој кој се стреми да биде мандатар сега, зборува за некаква реформска влада. И пазете сега, првата реформа што ја направи, избра председател на собрание нелегално. Тоа ли е реформа? Втората реформа која ја најавуваат е бркање на судиите. Тоа ли е реформа? Третата реформа која ја најавуваат е бркање на образованието. Тоа ли е реформа? Четвртата реформа е укинување на екстерно и пишуваат, нели, радувајте се деца, нема да има екстерно. Во сите земји во светот има екстерно. И Европа за сето ова молчи. Молчи и ништо не зборува. Тој истиот таму зборува за некоја тиранска платформа која имаше, тој истиот ден имаше тој пресконференција и ги праша новинарите, нема ништо спорно во тиранската. До кога ќе молчи Европа? Не, до кога ќе молчи, не знам, додека не ги смена тоа, гарнитура не се смени. Додека Европа не излезе од рамките во кои самата влезена. Значи има, ја често пати сум зборувал, има едно дело од Фридрих Диринман, се вика Посета на старата дама. Прочитајте го, ќе видите што е Европа. Но да продолжам за Човеков. Тој истиот зборува дека ќе менувал судии и ќе направил реформи во правосудството. При тоа бега од судија. Бега од судот, специјалното јавно обвинителство па го аболицираше за пуч, бега од ова 1 евро за подкуп, ами ако ти сакаш реформи, господине, прво отиди ти на суд. Докажи ја невиноста ти на суд, за да можеме, нели, ние сите граѓани да ти веруваме. И сега тој истиот човек, кој денеска зборува едно, утре друго, ќе отишол кај председателот Ѓорѓе Иванов, кого они од милост, вака го викаат Фикус, и ќе му рече, господине Фикус, јас ви гарантирам дека нема да се наруши унитарниот карактер и суверенитетот на држава Македонија. Пазете сега, тој уценет човек ќе му го каже тоа на председателот, кој е избран со 530.000 гласови. И сега, замислете, 530.000 гласови стојат позади председателот, тие го нарекуваат Фикус. Зошто? Затоа што се спротивставува на целата оваа ујдурма, така речено, нели во разговорно кажано, од внатре и од надвор, за да се разнебити нашата држава. И им смета народот што си ја брани државата. И сега тука уште една димензија има. Јас не сум видел таква параноја. Ја не сум доктор, но предпоставувам дека има доктори со таква една омраза да бидат насочени кон ВМРО, ДПМН и кон целата коалиција за подобра Македонија. Јас не можам да ги разберам. Тие не мразат од внатре, но за да те мрази, треба да има здрава човечка логика. Зошто не мразат? Затоа што изградивме се. Сега знаете што ќе се случува? Тие против институциите, видовме сега на телевизија, ги фарбаа. Значи тие институции не чинат. Тие биле режимски институции, сега тие нови ќе направат. Нема да се вселат во овие институции ако создадат влада. Кај ќе одат? Надвор? Или ќе се вратат ваму кирија кај што плаќаа претходно? Сега, какви институции ќе имаме ние? Вакви реформски, како што пред малку зборував. Тоа ли е планот за живот во Македонија? Тоа ли е она што ни го нуди за подобро утре во Македонија? Или ова другото? Федерализација, разнебитување и оваа карта која сотири овде ни ја покажа. И што мислат они дека македонскиот народ е глуп, па сега ќе веруваме на ова? Многу е убаво да кажеме. Знаете, кој ќе се излезе на телевизија, еве ние вака ќе направиме, така ќе направиме. Устата медовина му лее, а внатре отров. Тој прво има во себе си проблем, тој лидерот нивни. Има проблем, фрустрации, тој не може против себе си да оди. Знае дека е уценет, знае дека ќе заврши на клада, знае дека нема никакви способности, знае дека нема ништо човечко во себе, има чип во главата и тој и сите околу него. И како поинаку, со браниме бате во Европа, јас ова сето ќе го завршам и ќе го направам. Тоа е срамно. Па тоа мисли дека овој народ ќе го заборави? Тоа мислат дека тие нема да поминат туку така, дека ова нема да има други последици. И сега преска го прашавте Љупчо за избори. Избори они нема да гласаат. Оти ова е единствен пат да имаат 49 пратеника. Оти ако има сега нови избори, тие нема да имаат 20 пратеника. Едно што нема да има инженеринг. Се потрошија парите веќе. Сега го нема Сорос. Сега ја нема целата таа УСАИД.
Сега и од албанската страна вика, со овие пратеници сега му е мајката да го уцениме ова. Значи затоа Европа вика нема да има излез, само малку Бојана. Затоа Европа сега вика во нивното сценарио нема ништо да се реши со изборите. Не, многу нешто ќе се реши. А ако дојдат истите резултати, после Иванов пали нема. Пазете колку перфидни се во нивните изјави. И они мислат дека ние трава пасеме. Дека нас мајките од тука ни дадоа да цицаме. Не разбираме ние ништо. Не сме прочитале книги. Одвратни се да ги слушаш. Јас не можам да ги гледам повеќе. Верувајте ми, не ги мразам, но не можам да ги гледам затоа што, како се вика, те гледа во очи и те лаже. Те прави помало дмивка. Тоа е страшно што се случува во државата наша. За очекувањето доколку Зоран Заев формира само за влада, изборите. ќе проговориме Не, за изборите да завршам мислата. Избори нови, знаете кога ќе има? Тие нема да се согласат да има 61 пратени кои ќе гласаат за да се растури собранието, па да имаме нови избори. Избори нови ќе има кога народот надвор ќе свати во првите 2 месеца или 3 која они владата ќе ја формираат на див начин како што и го избра овој спикер. Ја не знам дали е он председател сега веќе, но мислам дека е спикер, таков каков што е. Не можат, тие ќе направат таква влада и кога ќе види народот кои се тие убавите страни на животот што ни го нудат, ќе му текне. Белки ќе има некоја граѓанска непослушност, белки ќе се парализира се и веќе нема каде да се оди. И мислам дека тогаш умеѓу време ќе се случат и некои други промени, како во Европа, така и во светот. Така да ќе постојат некои други нешта за да можеме ние да действуваме онака како што треба да се действува и никој да не ми го загрозува мојот личен став во поглед на државноста и уредувањето. И само би додал една реченица. Јас не би зборел за нешто идно, а тоа е идната влада на СДСМ и ДУИ, многу добро позната 2002-2006, бидејќи наскоро ќе има една средба на државник, на харизматска личност, на храбар човек, лидер на својот народ, тој е Ѓорги Иванов, и на лузер 100%. Изрод, одродник од државата, и верувате, таму нема да има доделување на мандат. Јас сум убеден во тоа, верувајте ми. Председателот Ѓорѓе беше многу јасен. Ќе постапи според уставот, но и во споставената пракса. А во ставената пракса е од господинот Глигоров. Така да, тешко дека ќе добијат мандат. Костов, вие споменав на 27 април бевте дел од она група граѓани кои протестираа пред собранието, таму беше забележан и францускиот амбасадор. Имаме и фотографии, режија доколку се подготвени фотографиите, предлагам да ги погледнеме. Од францускиот амбасадор. Изборот на Џафери, тој Тимонија за го признава изборот на Џафери. Можеме да ги забележиме, да ги видиме фотографиите. Франција е вулка на демократијата. Знаете ли зошто дојде на протестите? Не, тоа, вие ако знаете ќе ми кажете, ја едно знам. Бев многу близко до него, иначе овие слики се направени од хероите од Република, ми ги дадоа. Немаше никаква исплашеност кај него, немаше возбуденост, може да се види психолошки убаво да го анализираме. Сакам да кажам дека немаше никакова толпа не постоеше пред собранието. Постоеше група или поточно голема маса луѓе кои влегоа во собранието. Не скршија влезна врата, не влегоа насилно. Влегоа во улите на собранието, влегоа во пленарната седница, ги исполнивме. До овде тврдам нема толпа, тврдам нема насилие, впрочем, сведоци се и луѓето од телевизиите што не снимаат таму и македонската јавност што ги гледаше вашиот директен пренос, а одложно на другите телевизии. Се случи на вистина нешто чудно што треба некој да го истражува. Се случи група од првин 10-15, потоа нешто поголема група, да се качи горе во горниот спрат, да влези во през салата, през центарот и да почне насилието. Ама видете, на самите слики од првиот судар нема насилие, има мала збунетост кај граѓаните, но од кога пиштолот од обезбедувањето на Заев и обезбедувањето на Оливер Спасовски бил изведен, кога еднаш е пукано, втор пат е пукано од огнено оружје, самиот Заев кажува дека тој е дал наредбата, што е спротивно на сите правила. Прво, не смее обезбедување да носи во собрание огнено оружје, бидејќи се остава кога се влегува, собранието си има внатрешно обезбедување.
Тој што обезбедува VIP личност, не смее да го праша да пукам или не. Тој оценува, тој е стручно обучен за да му го спаси животот, ако треба и да се жртвува, а не да го прашува председателот. Така да некој пат Заев сакајќи да се покаже многу храбар и да се направи херој, да се направи некој пат жртва, многу небулози и многу невистини ни зборува. Од кога е вперен, сега се вратам тој пиштол во граѓаните. Страф, верувајте ми, да имате пиштол пред очи, пиштол кој можеби ќе пукне и ќе ви го одземе животот, или ќе ви нанесе тешка телесна повреда, трајно ќе ве осакати и така натаму, е психолошки момент кој останува врежен во целиот живот, за целиот живот во вашата психа. Од тогаш граѓаните почнуваат да го напаѓаат Заев. Зошто намерно или случајно беа поштедени пратениците од Демократската унија за Верувајте ми, јас тоа интеграција? не знам да го кажам, ја не сум бил таму. Ја бев долу. И сега малку да направиме една разлика, да дадеме ни правни квалификации. Има една телевизија која почнува на буквата Т, има една емисија чие име е со две букви ТТ, и тие се као СЈО, нивните дела се со Т почнуваат и така натаму. Има една многу интересна емисија, каде што си го викнаа својот адвокат, адвокатот на таа телевизија, и даваше квалификации за нас дека сме биле толпа разјарена, дека не знам колку кривични дела се направени и така натаму. И сега вака да ви кажам. Луѓето што беа во долниот дел од собранието, што беа во пленарната сала, пееја химни, испорачуваа барања и им велеа на политичарите: си дојдовме во нашиот дом и од утре треба да преговараме. Во меѓувреме се дели една група, како што реков, и оди гори, никој не гледа. Ние не сме свесни што се случува. За да постои кривично дело, ево да почнам од она најексплоатираното учество во толпа. Верувајте ми, треба да постои синхронизираност помеѓу местото на извршување на кривичното дејство, времето на извршување, начин на извршување. И за ова кривично дело треба да има синхронизирано дејствување на сите членови од групата и свест дека се извршува тоа и тоа точно кривично дело. Па видете, ево јас не кријам. На снимките таа телевизија со емисија ТТ покажува како јас со мојата сопруга се држиме за рака и сме на предвлезот на собранието, а бев и во пленарката, а да видам искрен, бев на влезот од собранието, броев колку луѓе влегуваат и излегуваат. Неточна е информацијата дека влегле само 700.000 луѓе. Таа вечер во собранието влегува од 2.500 до 3.000 луѓе, бидејќи влегуваа и излегуваа. Само еден мал дел, еве нека се највеќе 60 до 80 луѓе се качија горе и го направија тоа што го направија, со кое јас не се согласувам. И видете сега, не можете вие да кажете дека ние сме толпа, кога не покажавме со ништо дека рушиме и дека уништуваме. Долу вратата си стое здрава, ниеден полицаец не е повреден, нити пак полицајците нас не повредуваа. Повредите се настанати од кога е донесена одлука да се евакуираат пратениците, бидејќи стварно некои се нападнати. Полицијата мора да спроведува. Таа право со една шок бомба, со друга и потоа 2-3 димни шок бомби се пуштија и тогаш, веројатно најупорните, кои не се повлекуваа, ги здобија своите повреди и полицајците се повредени. И сега да збориме вака. Ова може би не сакам да го кажам, ама на некои усијани глави и некои не знам до каде и наетливи и тврдоглави мора да им се каже. Ако толпа од 3.000 луѓе која влегла во собранието, или еве во еден момент од 1.000 луѓе, влегла да убие некаго, ако е тоа стампедо, јас ви тврдам, никој жив нема да остане. На филмови сме гледале што се случува Француска револуција, сме ја гледале Болшевичката револуција и како толпата која се претвора во стампедо руши и гази, убива, меле. Тоа е механизам кој е без свест и меле. Кај нас не беше тоа случај. Се одметнаа неколку луѓе. Јас вакви теории слушам. Тоа било подметнато од СДСМ. Не од ДУИ, само од СДСМ. Тоа било подметнато од странски служби. Тоа некој се оттргнал од ВМРО па дал таква наредба, бидејќи другите се гледаше дека не го правеа тоа. Се гледаше какви джентлмени се пратениците и ненасилни типови и така натаму и така натаму. А некој вели дека од најекстремните здруженија, али пазете, здруженија на граѓање кои ги изгубија своите блиски 2001 година од терористите уфрлени од Косово и од Албанија, а сега се пратеници и нас сака да не направат терористи, влегле и го направиле тоа што го направиле. И ви се молам,
Анализирајте ја добата, старосната доба на луѓето, ќе видите таму повеќе стари луѓе беа и 4-5 луѓе со качулки. Ако беше тоа организирано, ако имаше намера да се убие, луѓето ќе беа, не дај Боже, убиени или ќе им беше нанесено тешки телесни повреди. Ајде сега за телесните повреди. Утре дента сите се наредија да се сликат, Шекеринска бандажирана, она момчето заменик министер. Еднаш дома е бандажирано во рака, на пресод во чалма на глава. Која е повредата, на раката или на чалмата? Заев се гледаше дека има повреда, ама не тешка телесна повреда. За села ми е многу криво. Јас сум зборувал многу против политиките на села. Ја не се согласувам тоа му се случи на села и во овој момент му посакувам добро здраве и долг живот, ама видете сега. Зошто Заев го пресретна села пред изгледа од болница, кажува нешто, зошто он се движел така или не, зошто не дозволи села да се обрати на македонската јавност, села да каже што му се случило, а не тој да ни кажува што мислел села и направил и како му се случило. Тоа е сценариото што Заев на некои луѓе им ги замолчкува устите и главите да не ја кажуваат вистината. Да заклучам со ова. Кривични дела има само во пресцентарот, останатото е со некои прекршоци, бидејќи нити државен имот е оштетен во голема мера како што бара кривичното дело, нити има синхронизирано действување и свес. Треба на нас тројцата да има свес вечерва во ова студио да направиме кривично дело за да постои толпа. Толпата не е тоа што кажува емисијата ТТ и телевизијата Т. Цветановски, споменав за, односно говореше и ти за очекувањата од доколку Заев формира влада, но што може, кои се твоите очекувања, како очекуваш ВМРО ДПМН да се однесува доколку Зоран Заев формира влада? Ова е премногу ШББ КББ што е било кој е било, така што искрено очекувам од едната страна премногу реваншизам, веќе е очигледно дека тоа е во најава. Ќе следува најавите се и за судството и за сите оние работи кои што ги зборувавме претходно. А ВМРО во опозиција, не знам, значи, конструктивна, тоа подобро би одговорил Крстен, или јас не можам да знам како ВМРО би се однесувале, но и тоа е што би било, кој би било, така што да почекам. Јас верувам дека доколку Иванов не му го даде председателот мандатот, дека повторно ќе го направат она што го направија на 27 април, може би не очекувајќи такво сценарио за да повторно влезе народ или слично, но ќе го направа тоа. Бидејќи ја имаат за жал поддршката на делот. Но со тоа ќе се разгорат страстите. Дефинитивно. Премногу длабока поделеност има во општеството, до кога? Токму за тоа зборувам дека овој 27 е најдобар урнек и најдобар аргумент зошто треба да ги имаат тие предвремени избори. Може да зборуваат до утре са бајле дека тие се победници, дека имаат мнозинство и се тиранската платформа и слично, да се вратиме наназад, сега што исчезна. Како исчезна тиранската платформа, која што сега не постои? Талат Џафери се појавува во собранието со двете знаменца и она книгата која што претпоставувам ќе ја коментираме. Доаѓа Бели, исчезнуваат македонското знаме и Соединетите американски држави и Европската унија. Да, во другиот кабинет каде што ги пречекува гостите. Да, но доколку сакаше ќе го ставеше, не да го разбирам како шамарчини од намерни провокации, шлаканици. Да, апсолутно. И ова поради шлаканиците од делот сценаристите и од оние од Ридот и слично се појавуваат сега колку се тие добри и слично, седнуваат знаменцата се оние како што треба да бидат, нели? Па не заминал се уште Бели, влегува Тимоние кој што дремеше пред зградата, видовме и слично. Па претходниот ден Жбогар, сега доаѓа ова амбасадорка, она амбасадорка, мислам безобразие, но токму затоа велам сите овие работи се урне како ќе биде натаму, како ќе функционира. Дали ќе биде ВМРО конструктивна опозиција или што ќе биде, сепак велам тоа ќе каже Крстен, но очекувам дека ќе оди натаму работата со тиранската платформа, дека ќе ја протнуваат и слично, а мислам исто една добра онака како теорија, не ја видов многу често да се појавува, дека делот таа тиранска платформа е измислена токму за да ВМРО не може да коалицира со ДУИ и со Беса кажа уште претходно ДУИ беа доволни. За да ВМРО не може да нема шанси да се прифати тоа така, да бидат тргнати бидејќи беа победници, имаа 51 пратеник. Да, така, како победници ќе одат во опозиција. Доколку не беше тиранската платформа, која што беше постизборно, исто индикативно опозиција на власт. Да.
на постизборно смислена, така, 7 на Божик, на 7 јануари се појави. Тогаш беше објавено, иначе не беше тогаш смислено. Но мислам дека е после изборите, кога знаеа дека ВМРО победиле. И дури вечерта, ако се сеќавате, Заев објави победа пред влада. 50 Имало некој собир во Косово на 27 декември. Слично, но мислам дека беше и дел од незината улога беше да се оневозможи ВМРО воопшто да нема шанси да коалицираат, бидејќи не можеа да ги прифатат овие работи. Заев и ден денес се вади на мандатот и не кажува дали прифатиле или не, иако во неколку наврати и неговите пратеници и тој рекоа дека не гледаат лошо на она што таа го содржи и слично. За албанските партии да не зборуваме. Дали постои или не постои, нека ги прашаат Зекири, Касапи и останатите албански коалициони партнери, мислам дека постои. Така што многу работи се поврзани и според мене токму затоа треба да има избори. Нема да се согласат. Само два збора. Така Во овој по на контекст, реклами. видете, значи, да функционира службите на собранието и собранието како највисоко тело законодавно и храм на демократијата, ова нема се случува со Талат Џафери и на неговиот кабинет и албанското знаме. Каде што доаѓа странци, прво поминува безбедноста, без разлика што е собрание. Потоа поминува протоколот. Дали е средено секако што треба по законот, по протоколот и по меѓународните правила. Значи не функционира, суспендирани се. Талат Џафери си има свој протокол, си има своји служби, собраниските не функционираат. Сосема случајно ги знам луѓето. Школувани се од врвни протоколџи. Значи ги знам, го знаат протоколот од А до Ш. Не би дозволили тие, никој не ги прашува сега. И затоа ни се случува такво нешто, и затоа нарушено беше и во собранието кога се вршеше изборот протоколот. Химна на странска држава. Значи, видите сега, тоа е се однапред треба да биде подготвено. Се знае која химна може да биде пуштен или кој да излезе да пее, бидејќи службите ќе го спречат. Ајде ве молам, ја еднаш како кажував мислав ова. Во Франција, најславната Марселезата, да и пуштиш некоја Исил борбена песна да пеат, како ќе се чувствуваат французите, јас да ве прашувам. На англичаните да им пуштиш во нивниот славен парламент некој од Ира, да речам, што со бомби им фрла, да им пее некоја песна борбена ирска. Во шпанскиот парламент. Сотир сега има избори тие. Како ќе беше Лепен да почне да урива, да крши и да вика фантомски гласач имал Макрон? Да, ама сега за химната зборам, крсте. Во Шпанија, За химна тука е се внатре. Ета, или да ги пуштиш баскиците да ти пеат во шпански парламент нивна химна. Каталонците исто. Не, си има правила, се знае што се може, што не се може. Ако е ова нашата територија, е нашата фирма и ова името на емисијата што си кажала горе, угору, да, ама небото е no limits, а се знае, нашето знаме е од небото, сонцето и тоа е звезда, светлината. Зошто бе не може да се поистоветат бе? Ба нема тука, не пише Македонија на него. Најсветлата звезда ја имаме за знаме, која дава светлина, која дава живот, која е карактеристична за ова територија од антички времиња. И сега, што, ќе додаваме нешто Албанија, некој орли? Не, тоа е ван сите правила. Пауза за реклами, се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот, почитувани гледачи, останете тука. Назад во отвореното студио на телевизија Нова ни стивна реакциите од знамињата кои ги постави Талат Џафери во кабинетот на председателот на собранието, пуште една намерна или ненамерна провокација, провокаторски чин од негова страна, се појавува книгата Балканскиот мега етникум, националните доктрини на македонските соседи на авторот Димитар Мирчев. Книгата ни ја донесовте, Костов. Да. И не е прв пат. Ја и лани ја носев во две прилики оваа книга. Така, јас ја имам коментирано и една беше, мислам, и со вас. Да, една со Љубиша. Видете, ви кажам. Ова што го има Талат Џафери направено, ако е смислено, е само едно. Поради сликата, ќе ја коментирам јас, иако најдобро треба дизајнерот да ја искоментира, и поради делот каде што стои албанската платформа, да ви кажам. Инаку, книгата е прекрасен есеј, политиколошки, културолошки, правен, социјален, општествен, за тоа што се случува на Балканот. И 90 страни, на 90 страни, нашиот професоре, кој сега не е меѓу нас, Димитар Мирчев,
објаснува што се случува со Балканот. Историски, географски, геостратешки, геополитички. И тој доаѓа до заклучок дека ние патиме од балканскиот мегаетникум. Немам време сега да објаснувам, ама тоа е народ замислен преку романтизам, народ кој се шири во туги простори, еве, од Албанија кон Македонија, и народ кој на македонци вели дека сте албанци. Морам вакви примери. Останатиот дел од книгата ги има сите доктрини на нашите соседи. И ја денеска пуштив до вас, ако има телопот, така, да не ги кажувам ја да добиеме во време. Ги има бугарските доктрини, српските, грчките така, и албанските и косовските. Ајде да видиме зашто зборувате режија третиот телопот. Ова само што да кажам. Ова е животно дело, треба човекот да добие награда за животно дело. Ама Талат Џафери на што оди? Ова асоцира на вртлок, ова асоцира на дупка и на кратер. Значи, еве ја поделеноста на Македонија, тоа се патиштата што поминуват, влијанијата, и ако ни се случи тоа што ни го прават овие од Косово и до Албанија, Македонија ќе ја снема во овој вртлок. Ама тоа е визуелно представено. Кога содржината ќе се види ова е предупредувачко четиво дека треба да си направиме стратегија за одбрана на државата, нацијата, идентитетот и името. Еве што издвоивте вие, режија третиот телоп. Доктрини на соседите на Република Македонија содржани во книгата Балканскиот мегаетникум, националните доктрини на македонските соседи, на авторот Димитар Мирчев. Република Албанија, програмата на Албанската Призренска лига, 1878 година. Платформата за решавање на албанското национално прашање, Тирана, 1998 година. Република Бугарија, Уставот на Бугарскиот револуционерен совет, 1869 година. Бугарија во 21 век, Бугарска национална доктрина, 1997 година. Бугарската политика кон Македонија, 2007 година. Република Грција, Мегали идејата, 1844 година. Македонското прашање, преглед на обидите за создавање на вештачка нација, Атина, 1993 година. Скопје во потрага по идентитет и меѓународно признание, Солун, 1994 година. Република Србија, начертанието на Илија Гарашанин, 1844 година. Меморандумот на Сану, Белград, 1986 година. Идеологијата на српскиот национализам, Шешелј, 2002 година. Арбен Џафери, предизвиците на демократијата во мултиетничките држави, 1998 година, Арбен Џафери. Тоа се прилозите во книгата, интегрално или во делови. Инаку авторот има свој текст насловен Балканскиот мегаетникум, од етноромантизам до етнонасилство. Во него е представен Балканскиот мегаетникум како народ кој постои доктринарно, латентно и реално, како анализа на овие доктрини и диагноза на реалноста. И Цветановски провокациите не запираат. Тука по книгата Талат Џафери најави дека Собраниската седница, така, кога ќе ја закаже продолжението на Собраниската седница, дека ќе го води на албански јазик. Што очекуваш сега да се случува во Собранието, како Талат Џафери ќе ја закаже седницата, можни ли се нови провокации? Па некој ќе рече дека не е прашање дали ќе има провокации, туку какви ќе бидат и колку ќе бидат патетични, смешни и слично. Јас мислам не. Напротив, на последното што го видов со Бејли, Тимонија и компанија, мислам дека има добиено многу шваканици, дека сега ќе глумат добри, дека ќе бидат прекрасни, демократи, дека нема да прават ништо такво, токму поради тоа што сега не е моментот, а тоа не е нивна проценка. Повторно верувам дека е тоа од странските сценаристи и сега очекувам да биде прекрасно, да тече мед и млеко во Собранието и сите да бидат добри, особено албанскиот дел од коалицијата, нели? Талат исто така. Долгорочно или краткорочно? Краткорочно, секако бидејќи тоа ќе биде вовед во една глума која што по тоа ќе има возможи да ги прават оние работи кои што нема шанси да не ги направат, да не се лажеме. Може да излезе заедно со гаранциите. Знаеме колку пати излегуваше со некои работи, а потоа се само демантираше. Ова нема да биде апсолутно ништо ново, макар била и писмена и она, знаете, со крв подпишана и слично, она како оние пактови со ѓаволот и слично, но верувам дека во прво време сега ќе глумат многу добри дека ќе бидат, за да имаат простор натаму да го реализираат тоа што сакаат да го реализираат. Не гледам друг начин, ги познавам дел од луѓето кои што се таму, особено во оној албанскиот дел и во оние што се во СДСМ. Ова мора да се реализира, не постои друг начин. Киријата е таа
А мислам дека сега ќе следува период на мед и млеко, кој што ќе биде простор за... Затишје пред бура? Па, дали и затишје, мислам, сите знаат. Прозирно. Знаете, оние навреди на македонскиот народ и неговата интелигенција страшни се, неверојатни. Последен пример е рочиштето за подкуп кој што беше одложено заради средба со амбасадорката на ОПСЕ Суома Линен. Мислам, вемо, месец дена, 5 месец дена е закажано и сакате да ми кажете дека Суома Линен, која што е во Обединените нации на Генерално собрание, имам 5 милиарди средби, мораше токму во тој час да се сретне со Заев, при тоа, ова беше оправдување со родител. Не знам дали знаете, од ОПСЕ представник во судот кажа дека има средба. Ова беше прв пат, баш интересно, нели? Токму со родител, наликува на ситуацијата, но тие навреди на странска меѓународната заедница, токму така, нели, како што милуваат некои, мислам дека се претерани, а и ќе продолжат, и поради нивните совети ќе се случува такво нешто, затоа што не верувам дека во оваа ситуација ќе продолжат со провокациите. Мислам дека сега ќе го мачкаат народов. Така. Јовановски, завршуваме со вас. Со или без мандат споминавме и со Цветановски. Дали ќе го додели претседателот Иванов или не мандатот, се поизвестно е дека Социјалдемократскиот сојуз предводен од Зуран Заев во коалиција со албанските партии ќе се обидат да формираат влада. Како ВМРО-ДПМН планира да действува понатаму во собранието? Слушнавме Талат Џафери планира да ја води седницата на албански јазик. Имате ли вие како пратеници стратегија? Како сега понатаму? Па вака, сега ако ги гледаме изминатиот период, 3 годишен пред малку, за кој дојдовме до заклучок дека ова е резултатот, ќе видиме вака. Во тие 3 години нешто ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија цело време се однесуваше здраворазумски и логично. Според сите настани, според сите притисоци, според се она што се случуваше во државата, сите реакции од страна на лидерот Никола Груевски и заедно со коалиционите партнери беше многу здраворазумски, логично и се граничи со умност, нели, или мудрост, како сакате. Од другата страна, како од внатрешен план, вие вековте лидерот, ја не знам дали и тој лидер, но како и да е, времето ќе покаже. Од другата страна, политичките противници на ВМРО-ДПМН со поддршка на чадорот, цело време правеа алогични потези. Ништо здраворазумско. Сега, дали ние сега во овој нареден период ќе бидете во најскоро време информирани, ќе видиме како ќе течат настаните следот, нели како ќе оди, дали они ќе изберат пана диво влада и така натаму, бидејќи тие секогаш се диво градба, тие никогаш ништо немаат изградено. Тоа е нивно, впрочем, начин на делување и така натаму. Ќе се однесуваме онака како што, нели, ќе налага ситуацијата. Мислам дека ќе продолжиме да се однесуваме во рамките на деловникот, во рамките на законот, во рамките на уставот, во рамките на се она што ни дозволува деловникот за работа на собрание. Па ќе речам здраворазумски, но за точните насоки сигурно ќе има период на време, нели, кога ќе ги дознаете сите оние нешта. Но се зависи од ова како ќе се одвиваат работите. Затоа што од едната страна имате, па уште еднаш ќе спомнам, уценет лидер на опозиција со криминално раководство околу него. Имаме прилика, зборуваше Љупчо зашто не одат на суд. Од друга страна имаме една политичка партија од ДУИ која исто така е уценета со СЈО и со прислушкуваните разговори. Мислам тие длабоко дека внатре во партијата имаат една страшна поделеност. И апропо на сето тоа, се зависи од ова што зборува Љупчо за тиранската платформа, за која јас зборував еднаш, само во кратки црти ќе повторам. Тиранската платформа е многу одамна смислена. Не е смислена сега, нити пак е дојдена на 7 јануари, односно на Божик. Тиранската платформа е смислена многу порано. Во инженерингот од 24 април, нели требаше во април да има избори, па на 5 јуни кога се одложија, додека не се направи целиот инженеринг и се очекуваше на 11 декември да победи СДСМ со се она што нели го историја на дворешните и внатрешните. Мислам дека очекувањата беа пата да биде резултатот. Не пата, не да победат. Да победат. Ако победеа тиранската платформа, ние немаше да ја знаеме, односно јавноста, туку тие ќе си ја внесеа внатре, бидејќи ќе формираа влада без проблем, со амин на луѓето од Запад, со многу помпа и со нели честитки, но бидејќи не победија, ВМРО победи пак со 51 пратеник,
се појави тиранската платформа како пречка за составување на влада, знаејќи дека ВМРО ДПМН, односно Никола Груевски, нема да се сложи со тоа. Но како е таа платформа сега? Вие ќе ја прифатите платформата, ама за возврат мора да дадете 60 до 70.000 гласови на СДСМ, за да ја добие разликата, односно да победи на изборите. Но и така тие не победија на изборите. Тие ќе ги дадат гласовите за спроведување на оваа платформа која беше многу порано смислена. Кога тоа не се случи, тие ја извадија платформата како оправдување зашто не се формира влада, а од друга страна подписи даваат на Заев, нели, за нормално со прифаќање на тиранската платформа. На очиглед на сите, ова сценарио Заев, простете ми на зборот, не може да го смисли. Ова сценарио го има смислено некој вешт сценарист кој се занимава, нели, цел живот со проблеми во други држави, не само кај нас, нели, во секаде во светот. Го имаме примерот и со Украина, и со Либија, и со Сирија, и така натаму, и така натаму, и така натаму. Да не зборуваме, значи, да ги вадиме посебно. Ова сценарио што е направено во Македонија е точно за разнебитување и уништување на Македонија. Дали тој ќе зборува на албански јазик или нема да зборува, тоа нека му мисли Заев. Знаменцето на македонско во реверот, мислам. Тоа е плюс, тоа нека му мисли Заев, кој треба да формира влада и како ќе се појави пред народот. Оти народот, верувајте ми, бави, но не заборава. Не можете вие на очиглед на сите македонци овде да му ја крадете државата и да ја однесете во неповрат. Така да мислам дека така од прилика ќе течат работите, ќе видиме ние како ќе действуваме. Во секој случај цивилизирано. И за вас доста работа, и за вас како аналитичари, но и за нас како новинари останува да ги следиме случувањата и да ги анализираме. Почитувани гледачи, тука ви се заблагодарувам за вниманието и ве поканувам да останете со нашата програма. Следуваат последните вести во 22 часот. Пријатно од мене.